Токму така, како што можевте да забележите од прилогот, мој денешен гостин е председателот на Биосфера, Нешата Земавски, со кого повеќе ќе разговараме на тема животна средина, заштита и како можат што повеќе младите да бидат вклучени во зачувување на здравата и чиста животна средина. Неша, добро утро. Ти благодарам што прифати поканата. Да, добро утро, добар ден за сите гледачи на телевизија Мега и ми представува задоволство тоа што вашата ценета телевизија секогаш наоѓа простор за прашањата од областа на заштитата на животната средина. Секогаш. Споменавме едукативен парк во селото Кукуречани. Утре се одбележува денот на планетата Земја, 22 април. Што е најпрво да се вратиме во Кукуречани, што се случува таму, малку повеќе да ги се познаеме гледачите. Па, она што ние го работиме како стратешка цел, што го имаме зацртано, е делување во микрокосмосот, односно преку мали промени да делуваме на пошироката заедница за поголема свесност за она што значи значење на квалитетната животна средина, по здравјето на луѓето, особено на децата. Она што се случува во Кукуречани е партнерство помеѓу локалната самоуправа, Биосфера, јавното претпријатие Комуналец и Сокотап, односно изградбата на едукативен дендропарк, кој што е единствен уникатен во нашата земја. Засадени се 70 на различни дрвенести видови и овој едукативен дендропарк треба да ни послужи како еден инкубатор, генератор за сите понатамошни акции кои што ќе значат зголемување на засадените површини со садници, паралелно со одржувањето на акцијата Засадија својата иднина Ден на дрвото. Одбележувањето на 22 април, денот на планетата Земја, оваа година е под мотото Дрвја за планетата Земја, сакајќи да се истакне важноста на дрвјата во одржувањето на рамнотежата на целокупниот екосистем на планетата Земја. Зашто токму се одлучивте за Кукуречани, за да се гради ваков парк? Она што е посебно интересно е што се обидуваме овие прашања да ги наметнеме и во руралните средини. Тука ние во непосредна близина основното училиште Александар Турунџев во Кукуречани, а и детската градинка. И на тој начин, преку таков тип на партнерство помеѓу училиштата, основните училишта од урбаните и од руралните средини, сакаме да креираме нови генерации кои што поинаку ќе размислуваат и заеднички ќе делуваат. Просторот е на една извонредна локација, настрана од урбаната средина, а тоа пак за децата од урбаните средини ќе биде можност да ја осознаат, да ја почувствуваат и атмосферата на живење, убавината во селото. Ведејќи ја споменавте руралната средина, ако малку се навратиме, руралните средини сепак имаат малку повеќе зеленило за разлика од урбаните. И каква е таа врска? Каде е недостигот на едукација во руралните средини кога станува збор за екологија? За жал, современиот начин на живење, брзото темпо на живот ги подзаборави децата и подзаборави она што значи контакт со природата и уживање во самата природа. Некои истражувања покажуваат дека она што беше ненормално пред 30 години станува нормално кај учениците на возраст до 10-12 години. Тука мислам на причините за дуставан, народно кажано, бидејќи децата се помалку одат боси, се помалку успеваат да ги чувствуваат различните површини, камчиња, трева, кал, и тоа предизвикува еден ваков тип на деформитет кај децата, бидејќи она што ние го детектираме е дека децата од нивните домови се внесуваат во автомобилот, од автомобилот во училиште, од училиште во автомобилот, од автомобилот назад, и она што е рекреација во природа или играње во природа, бидејќи децата така се развиваат преку игра, е се помалку и помалку присутно и се повеќе се форсираат некои активности за децата за пополнување на слободното време кои што се насочени кон спорт или изучување на англиски, математика и така натаму. Она што ние го планираме во нашиот едукативен дендропарк е истиот да го направиме со содржини за развој на интелигенцијата кај децата, бидејќи има патека постелена со речен камен, на која што децата ќе одат боси, ќе можат да ги почувствуваат камчињата, топлината
на загревањето од сонцето, ќе може да трчаат боси по тревата, а исто така ќе можат и да работат одредени градинарски работи, како што се засадување, одгледување, наводнување, со цел да пренесеме една порака за важноста на целокупниот екосистем и она што значи мотото мисли глобално, делува локално. Бидејќи само преку инвестиција во новите генерации ние можеме да постигнеме едно ново ниво на делување, бидејќи прашањето за интергенерацијска правда е дека тие генерации за 20-30 години ќе треба да го превземат теретот на заштита на она што ние го имаме како генерации и подобрување и унапредување за идните генерации. Ќе продолжиме со една синтагма која што е природата не му припаѓа на човекот, туку човекот и припаѓа на природата и таа интересна врска. И сега кога станува збор за екологија, животна средина, и кога ќе обрнеме внимание на образовниот систем кај нас, во моментов се имплементирани куп проекти кои се токму насочени на вакво образование. Но, реално, ако улиците и сето тоа, ако излеземе надвор, имаме една сосем поинаква слика. Точно така. Како да се промени тоа? Ете како еколошко движење. Така, ако ја следиме ситуацијата од пред 20 на 30 години, значи имаме значителни позитивни промени, бидејќи прашањата од животна средина се вметнати во самите наставни програми во училиштата. Генерациите кои што произлегуваат се со поинакви сваќања, поинакви знаења во однос на тоа како треба да делуваат. Она што недостига, јас на многу пати го имам кажано, е спроведувањето на законската регулатива. Со процесот на европска интеграција ние донесовме одлични закони, меѓутоа она што недостига е нивното спроведување, посебно во делот на казнените одредби. Бидејќи искуствата од западните земји, Франција, Германија и така натаму, кажуваат дека луѓето не се многу попаметни од нас, туку стрикното спроведување на казнените мерки го менува и однесувањето на луѓето. Она што сум сведок деновиве и на кое што емотивно реагирав, е поставувањето на велосипедската патека во шеталиштето. Таквата велосипедска патека е многукратно подобро од ништо, меѓутоа забележувам дека луѓето се уште немаат култура да ја почитуваат. Од една страна велосипедистите возат на другата страна на шеталиштето, од друга страна мајки со количка со деца се движат по велосипедската патека. Значи фали уште тој момент на јавна општествена култура на однесување и спроведување на казнените одредби од законската регулатива, како за граѓаните, за индивидуалците, така и за субјектите кои што ја загадуваат животната средина. Бидејќи се работувате со локалната самоуправа, како е можно да се реши ова, токму да со законската регулатива да се организира и да биде очигледно употребливо? Се разбира дека има решение. Нашиот став и моето лично залагање е за воведување комунална полиција, која што ќе ги има ингеренциите да казнува на лице место, меѓутоа за тоа се потребни повеќе предуслови, промена на законската регулатива, ингеренции на локалната самоуправа и финансиски средства кои што во моментот ги немаме, бидејќи прашањата од животна средина се исклучително скапи за решавање, а исто така и не се приоритет на агендата на оние кои што треба да одлучуваат за такво нешто, меѓутоа решенија секако дека има. Бидејќи целна група се младите, на младите останува светот и младите продолжуваат да работат, дали тоа станува збор за некои други теми или токму на екологија. Како, бидејќи вие постојано го работите тоа, уште од мали нозе, да почнат да бидат дел од таа социјална свест и да допринесат за еколошко развивање кај нас? Така, тука зборуваме за прашања од областа на интегрална промена на свеста кај луѓето, за што се потребни генерацијски проекти и подолго време, бидејќи она што ние го работевме пред 10 или 15 години се ефектуира дури сега. Значи, резултатите кои што се плод на нашата работа ги очекуваме за подолг временски период и многу ми е драго што градинките, основните училишта, а и средните училишта активно се вклучени во организирање на различни манифестации, организирање на различни кампањи, кои што пак ги подобруваат вештините и знаењата на овие нови генерации за она што ние го протежираме и го пропагираме,
зошто е подобро да си екологист отколку хуманист. Бидејќи хуманистите се ориентирани кон човекот, го сакаат човекот, додека екологистите подеднакво ги сакаат и човекот, растенијата, животните, реките, езерата, планините и така натаму. И тоа е она што ние го промовираме како филозофија на живење, имајќи предвид дека нашата планета Земја е засега единствениот дом каде што ние можеме да обстанеме како вид. Интересно. И сега би сакала да те запрашам, што е она актуелно во екологијата во моментов кај нас? Па може да се каже и на топет, зашто најмногу треба да се заземеме како граѓани на оваа планета или жители? Па, во принцип, многу е тешко да ги промениме навиките, бидејќи проблемите од областа на животна средина се комплексни и навлегуваат во сите сфери на нашето живење. Она што значи урбан транспорт, користење на велосипеди, намалено користење на автомобилите со цел намалување на емисијата на издувни гасови и така натаму. Значи сега тоа е еден поврзан циклус, меѓутоа кај нас очигледно дека заради неспроведувањето на законската регулатива многу повеќе време треба за да го достигнеме таквото ниво на свесност. Она што е актуелно и интересно се разбира е процесот на европска интеграција во делот на животна средина. Проценките се дека околу 3 милиарди евра Република Македонија треба да вложи сопствени средства со цел да го постигнеме оној минимум стандард кој што го бара Европската Унија, со цел да можеме да кажеме дека имаме квалитетна животна средина во областа на сите медиуми, не само на воздухот, туку и почвата, водата, бучавата и така натаму. Бидејќи често патувате надвор од Македонија, можете да го разгледате и тој надворешен еколошки свет и нашиот, како споменавме законската регулатива. Но сепак и сите како индивидуалци треба да допринесеме и со нашето однесување и да им покажеме и на помладите. Кои се разликите? Па, во принцип, разлики нема. Она што е различно да ја земеме Германија како еден идеален пример и нашата земја е работата на локалните и државните институции и спроведувањето на законската регулатива. Доколку направите прекршок, без разлика дали сте вие на некоја видна функција во општеството или сте обичен граѓанин, подеднакво ќе си ја платите казната. Ова се однесува како на сообраќајните прекршоци од областа на животна средина и системот идеално функционира. Значи, доколку вие треба да го сервисирате вашето моторно возило, се знае во кој областен сервис треба да го направите тоа и каква потврда треба да добиете. За да во случај на контрола од страна на инспекција или полиција, вие покажете соодветен документ. Доколку ја рушите куќата и имате граждан шут, се знае која фирма треба да ја повикате и каде треба да се депонира. За сето тоа се разбира дека соодветно ќе наплатите финансиски надоместок и ќе добиете соодветна потврда. За кога ќе дојде инспекција или надлежни служби да прашаат каде го депониравте градежниот шут, вие да покажете соодветна потврда и дозвола и целиот тој систем идеално функционира. Она што е пример со селектирањето на отпадот е цената. Доколку вие сакате вашиот отпад од домаќинството да го фрлате во еден контейнер, тогаш ќе плаќате износ од околу 240 евра, а доколку го селектирате отпадот во домаќинството, цената ќе биде 35. Сега тука е финансискиот момент и огромна разлика, каде што луѓето, сакале или некеле, со цел да не се изложуваат на толкави големи трошоци, ги применуваат ваквите навики и системот функционира. Бидејќи сме ние мала земја, сето тоа треба да биде во некои локални иницијативи, например проблемот со хартијата, бидејќи вкупната количина која што ќе се собира не е исплатлива за транспорт до некои поголеми откупни центри, туку со промоција на мали еколошки бизниси за преработка на таквата хартија и добивање на нова рециклирана хартија, на локално ниво таквиот систем може да се спроведи и да се имплементира, меѓутоа потребно е уште малку време на созревање и подигнување на свеста за важноста на овие прашања.
Она што е доста актуелно, тоа е отпадот од пластик и отпадот од хартија, како што споменавте. Дали во Македонија има некое предпријатие кое може повторно да ги рециклира и повторно да ги врати во употреба овие продукти? Еве да искористам приликата да направаме една терминолошка разлика помеѓу она што значи рециклирање и селективно собирање. Рециклирање значи затворен циклус кога од еден предмет кој што не ни е потребен, ние го ставаме во системот и добиваме некој нов производ. Да речеме од пет амбалажа ние добиваме некои нови производи кои што ги користиме повторно и тоа е рециклирање. Додека кај нас станува збор за селективно собирање, пет амбалажата се собира, се транспортира до одредени фирми кои што вршат најзино ситно сецкање, пакување и извоз за преработка во други држави, Романија, Грција, Бугарија, бидејќи кај нас количината на отпад, ваков отпад, економски не е исплатлив да се врши преработка. Само еден податок да кажам дека за рециклирање на стакло, односно собирање на отпадно стакло и производство на нови тегли и шишиња, проценето е дека во сите земји на Балканот може да успешно да работи само една фабрика. Значи целото стакло од сите земји кои што ќе се собира може да ја обслужуваат само таа една фабрика, бидејќи технологијата е поскапа и таа технологија кога ќе се стави во погон треба да функционира, односно суровините постојано да надоаѓаат. Бидејќи сме ние мала земја, целокупното отпадно стакло што ќе се собери транспортот чини многу повеќе отколку парите што би ги добиле за преработката на таквото стакло. Значи, понатаму вреди да се размислува како да се действува на овие Да, и како што кажав, со мали предпријатија, мали бизниси, со технологија која што не штети на животна средина, со цел затворање на системот на рециклирање и економска придобивка се разбира за оние кои што се вклучени во целиот тој процес. Нешто, јас ви благодарам многу за вашето гостување во утринската програма Деница и се надевам дека во следна прилика ќе го продолжиме овој разговор. Да, ви благодарам и вам и до сите гледачи да упатаме една порака, да се грижиме за планетата, да ги промениме нашите навики, бидејќи сето она што ние го чиниме и делуваме си има рефлексија од микрокосмосот на макрокосмосот. Почитувани, ние одиме понатаму со Деница.